Почитувани колешки, колеги, пратеници, јас ќе се обидам да опфатам со една дискусија она што би требало да го дискутирам на оваа точка и на наредните три точки. Значи, ова се дополнети предлог на закони за изменување и дополнување на закони од областа на транспортот и врските, кои уште во првото читање се сложивме на матичното тело и матичната комисија дека не се конзистентно решени они одредби од законите со кои се сака да се изврши усогласување со законот за правосуден испит, односно со законот за прекршоци. И се обидовме со една сериозна амандманска расправа или со сериозен број амандмани да ги подобриме текстовите на законот, на законите всушност, со намера да се дефинираат бројот на испитните сесии за која секое одговорно лице на комисијата која е формирана за соодветната област добива надокнадна, и то во вредност таму е дефинирано од 1/3 од просечната плата во минатата година, односно онаму каде што не беше дефинирано колкав е тој број на испитни сесии, се дефинира на кај некој од законите со конкретно наведување, со тоа што беа прифатени амандманите од колегите од парламентарното мнозинство, а амандманите од опозицијата не беа прифатени. Имено конкретно за овој закон, значи законот за сигурност во железничкиот систем, јас имам поднесено 5 амандмани, на наредниот 9 амандмани, 8 и 7 респективно. Како и да е, ниеден од амандманите не беше прифатен, меѓутоа една од работите која ме радува е тоа што барем во овој корпус на закони се успеа да се воведат термини каде што стои или најмногу 4 пати годишно, или најмногу 5 пати годишно, или за оние комисии кои вршат ревизија или кои имаат друга улога освен испитувачка, значи еднаш годишно. Тоа е во рамки на нашата интенција уште од почетокот во сите закони. Значи вчера зборува за законот за возила, меѓутоа од сите закони кои дефинираа формирање на испитни комисии, независно дали ги дефинира Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, економија и така натаму, да се знае максималниот или бројот на испитни сесии, затоа што одредбата законска е дека на одговорните лица им следи паричен надомест. Чим дефинирате паричен надомест после секоја испитна сесија, логично е да ги знаеме бројот на испитните сесии. Пошто се работи сега за различни области, за различна природа на проблеми, некаде во ловство, риболовство и така натаму, имате со илјадници луѓе кои утре ќе полагаат контрола на возила, исправност и така натаму. Некаде се сведува на неколку стотини, некаде се сведува на десетици, значи во зависност од тематиката која разработува законот, различен е бројот на кандидатите. Затоа беше добро за секоја област различно да се дефинира различно бројот на испитни сесии, за да не се сомневаме дека може да дојде до злоупотреба, ајде да речеме, на народните пари, за, например, свикување секоја месечина сесија, па максималниот износ да се успее да се наплати во некој краток период и така натаму. Една работа не ме радува во целава ова дополнети предлог закони за изменување и дополнување на закони од областа на транспортот и врските, а тоа е што се воведоа одредби, слично како и кај другите области, за Агенцијата за електрокомуникации, за блокирање на фреквенциите, значи задолжително блокирање на фреквенциите и то со казни до 10.000 евра, доколку не се блокираат фреквенциите за испитната сесија, доколку не се објави на јавен медиум или доколку некој таму што врши препишување биде фатен, а одговорното лице не го стави тоа во извештајот до министерот и така натаму. Значи драконски се казните, исто така казните за луѓето кои ќе бидат фатени дека препишуваат 3 години да не може да го полага испитот повторно, и тоа се гледаше драконски, така што нашите амандмани одеа кон таа насока. Реално намалување на казните, значи бришење на горната граница, а ако видите овде во сите предлог закони од корпусот на транспорт и врски, се извриша долната граница. Значи горната граница остана напишана, а второ, значи кон намалување на овие драконски казни за некои активности кои најблагоречено се
Јас и на комисијата така дискутирав, значи кога слетува Air Force One со Обама, се блокираат сите фреквенции на аеродромите, не може да комуницирате. Ама сега за испит, кај што полагаат риболовци, толкава скаламерија да се направи, да се блокираат сите фреквенции, само за да се превенира, ајде да речеме нелегално или погрешно покажување на резултатите на испитот и да се прават толкави, да се предвидуваат толкави драконски казни, навистина беше нелогично, затоа што може кандидатот да напише и на пушкица, може да напише и на лист, и на колено, и тогаш која би била казната ако тоа би се случило. Значи, се навлезе во една тема непотребно ангажирање, а тоа е и додатно ангажирање на средства. Тоа се народни пари, затоа што треба да се платат комисиите кои ги блокираат фреквенциите, кои се грижат за законитоста, почитување на законот и така натаму при полагање на испитите. Така што, за жал, значи јас на почетокот со расправата која тргна во матичното тело, навистина почувствував една желба, посебно од парламентарното мнозинство, а во дел и од представниците од надлежните министерства, дека ќе најдеме заеднички јазик да ги подобриме овие работи, затоа што видите, во постоечките закони веќе одредени работи се дефинирани. И за начинот на спроведување на испити, и за нерегуларностите при спроведување на испитите. Сега да се воведуваат блокирање на фреквенции, првата предпоставка е дека сите полагања нема да се во Скопје, нема да се во премена училница, каде што, значи, сигурно, во зависност од кандидатите, од каде што доаѓа потребата, таму ќе треба да се извршат испитувањата за пловила, за моторни чамци, сигурно во Скопје нема да испитот, во Охрид ќе испитот. Значи, од тој аспект сакавме во насока на штедење на парите, исто така со ограничување на бројот на испитните сесии, исто така да една грижа за тие средства кои ќе се одлеваат по комисиите, членовите на комисиите и одговорните лица, а и со делот на реалното намалување на казните. Значи, нашите амандмани беа за бришење на горните граници, да остави долната граница, меѓутоа, за жал, тоа не беше прифатено, останаа долните граници, така што, со оглед на тоа што практично во овај корпус на закони ниту еден амандман не беше прифатен од опозицијата, ние не можеме да ги поддржиме ваквите законски решенја. Ви благодарам.